Дозволија да глуми жртва, да го евакуираат со посебен авион. Османи да му оди во посета на болница и во Софија да добие третман над звезда, а сега им смета тоа што ги навредува сите по телевизии. Последниот јавен настап на контроверзниот Пендиков, кој Македонија ја опиша како темен режим за самоосвестените бугари, конечно допреа и го изнервираа министерот Спасовски. Тој ги нарече чиста глупост обвинувањата дека бугарите кај нас биле навредувани, пцуени, па дури и стрелани додека полицијата не му наблюдувала. Како чиста глупост. Знаете, не можете 30 години да живеете во државата во која што никој еден збор не ви префрлил и не ви кажал и сега одеднаш да тоа не го цените и да ја прикажуваме државата како држава која што не ни ги почитува правата. Тоа не е реално, не е факт. Оваа изјава на Спасовски следи од како официјално Софија му даде третман над звезда на Пендиков, со тоа што му обезбеди стан, пари, му ве титно државјанство, па дури му додели 24-часовно полициско обезбедување, после кое тој излегува и јавно ја напаѓа и навредува Македонија. За разлика од министерот за надворешни Османи, на Спасовски, кој долго време молчеше, конечно почна да му сметаат и секојдневните навреди од разноразни бугарски политичари кои упорно ја негираат Македонија, македонскиот јазик и нација. И ние го почитуваме тоа право на самоопределување, кој сака нека е во државата и нека се изјасни на начин како што тој смета да се изјасни. Меѓутоа, од друга страна, сакам да упатам јасна порака, дека никој нема право и нема да дозволиме да ни го негира ни нашето право на самоопределување. Промената на ставовите на дел од владините функционери и користењето на малку поостра реторика кон Бугарија следи од како рейтингот на власта вртоглаво почна да паѓа, поради користењето на политиката на премолчување и попустливост кон Софија, што го разочара и разгневи македонскиот народ.